Во Струмичко се помалку млади се заинтересирани да бидат земјоделци. Речиси, никој не сака да се занимава со оваа дејност, оти е се помалку исплатлива, па затоа и својата иднина ја гледаат надвор од државата или во некоја друга област. Од Сојузот на синдикати на земјоделски производители од Струмичкиот регион велат дека овој тренд кој трае повеќе години во комбинација со нестабилните цени и откуп може сериозно да допринесат за намалување на земјоделското производство. Оттаму додаваат дека поради покачувањето на старосната граница кај земјоделските производители, голем број од површините остануваат и необработени. Тука пред се станува збор на сите оние преку 50-60 години, а знаеме колку е работоспособноста кај овие граѓани. Младата популација, бидејќи не можеше да најде екзистенција и опстанок во самиот аграр, спасот го бараше надвор од државата. Затоа мислам дека и таа една од мерките, старата популација не може да допринесува во самото производство како младата, ќе биде причинител за намалување на самото производство. Според претседателот на Сојузот на синдикати, за надминување на ваквата состојба неопходна е сериозна државна стратегија во која ќе бидат вклучени сите релевантни фактори, од самите производители па се до науката. Треба релевантните фактори пред се мислам на Министерството за земјоделие, заедно со преработувачите, откупувачите и земјоделските производители, а неминовно е вклучување и на науката, да се седне на маса и конечно да се разгледа секупната ситуација, сето она што не се случуваше во аграрот тие 30 години и каде и на каков начин ќе се бара спасот во самото земјоделско производство. Според Велков, во намалувањето на производството голем удел имаат и климатските промени. Нивното негативно влијание на дело се покажува оваа сезона, кога високите тропски температури речиси го преполови родот, а сериозно се одрази и на квалитетот, и токму затоа смета дека освен на мотивација на младите, сериозно треба да се работи и на оваа тема.